Вечерва ја промовираме книгата "Човекот кој ме хранеше сонце" на авторот Бети Арсовска. Од вечерва роднокрајното оделение на јавната локална библиотека Илинден е побогато за уште еден наслов. Оваа книга веќе од понеделник ќе се најде на полиците на нашата библиотека и сите наши читатели, доколку сакаат, можат да ја изнаемат и да ја прочитаат. Тоа што авторот на книгата живее повеќе од 20 години во Америка, а сепак пишува на македонски јазик и го некува својот мајчин јазик, е многу повеќе од за пофалба, секоја чест за Бети. Од име на јавната локална библиотека Илинден и посакувам уште многу нови наслови, уште многу промоции и секако огромен успех со книгата која што вечерва ја промовираме. Човекот кој ме хранеше сонце е наслов на книгата, која што е збирка на раскази, 13 раскази, која што представува всушност една животна приказна испреплетена на човечката судбина на два континенти. Секогаш родното место и другото место кое што го нарекувам дом. Заснована е, напишана е на вистински случај, на вистинско искуство и се пренесува една силна порака, меѓутоа за пораката ќе оставиме понатаму читателите сами да ја откријат. Ова е прва издадена книга. Се надевам дека во некоја блиска иднина ќе се остварам и како пишувач на роман или некои така покомплексни дела. Јас сум познавачот на судбината и на душата на мојата другарка, нашата писателка Бети Арсовска. Јас чест ми и задоволство, радост што еве успеавме да дојдеме до едно вакво прекрасно издание. Јас мислам дека со овој роман авторката успеа да му оддаде почит на првиот човек сонце во нејзиниот живот. А во исто време да им отдаде почит и на сите останати личности кои што барем со мал дел од своето делување успеале да допрат до нејзиното срце, до нејзината душа и да станат исто така човек сонце. Дека ова на Бети е прва книга, ама за среќа наша, за среќа на Бети, па за среќа и на Делчево, бидејќи сепак таа е делчевски роднокрајен автор, Бети влегува на вистина на голема врата во македонската литература и јас се надевам дека оваа книга ќе одекне, дека оваа книга ќе биде омилена лектира на многу луѓе што ја сакаат книгата и дека ќе ги потисне онаа литература што денес се чита, која во бивша Југославија се објавуваше како викет романчина кои чинеа 10 до 20 деневи, а сега ги нарекуваат бестселери. Не ми е јасно каде беше грешката, дали тогаш или таму, но оваа книга и во таа бивша Југославија, која што наистина имаше се ценеше литература, па и да не се цени во Македонија, да не поценила никого, оваа книга и во тоа време ќе најдеше свое место.